Македонија ќе продолжи да бара решение кое нема да го допре достоинството на македонскиот народ, но повеќе авантури и понижувања, како што правеше претходната власт на меѓународен план нема да има, порача премиерот Христијан Мицкоски во пресрет на посетата на претседателот на Европскиот совет Антонио Кошта. Тој очекува да се разменат повеќе идеи за надминување на пречката за интеграција на државава во Европската унија, откако што рече вештачкото билатерално барање на Бугарија. Можам да кажам дека ние имаме досега исклучително пријателски разговори, разменуваме идеи, мислења, секогаш бил конструктивен во насока да се изнајде решение за ова вештачко барање, билатерално барање кое што го има една земја членка кон Македонија. Околу идејата на германскиот канцелар Фридрих Мерц за нова динамика за пристапување на земјите од Западен Балкан, Украина и Молдавија, Мицкоски вели дека тоа се идеи за кои што се слушало подолго време, но очекува поконкретно да слушне за предлогот на самитот во Тиват. Она кое што можам да го кажам во овој момент е дека љубопитни сме да знаеме повеќе каква е идејата. Тоа претпоставувам ќе се случи на самитот кој што ќе го имаме сега во Тиват од 4 до 5 јуни, јас ќе бидам таму. Така што јас со нетрпение очекувам да ги слушнам овие концепти и овие идеи, откако ќе имаме повеќе суштина, тогаш ќе можеме и да зборуваме во јавност. Мицкоски порача дека тие се подготвени да работат на домашните задачи, да се испорачаат реформите, да се изработи се што е објективно барање на Европската унија, но исполнување на желбите на официјална Софија, како што беше во минатото, повеќе не доаѓа во предвид. Според него, доказ дека бугарите во устав се само стартот на барањата, се и последните изјави на новиот премиер на Бугарија Румен Радев, и затоа државава не е подготвена на никакви отстапки без јасен план за европската иднина. Ке се обидеме да бараме решение кое што нема да го допре достоинството на македонскиот народ и македонските граѓани. Пред неколку дена јас кажав, нема ни простор ни милиметар повеќе да се отстапува идентитетски, затоа што премногу оваа држава и граѓаните на Македонија дадоа изминатите децении, би рекол, а за возврат можеме да кажеме добивме ништо или многу малку и повторно имаме билатерални барања пред нас. Освен Кошта кој во Македонија доаѓа пред самитот во Црна Гора, месецов најавена и посета од страна на еврокомесарката за проширување Марта Кос, посетите на двајцата европски бирократи доаѓаат под луката на Брисел, земјава да добие најголем дел од средствата од планот за раст наменети за балканските земји.